Тоа е страната што најверно прикажува каков е овој автомобил. Обично, прво не интересира како изгледа носот, како изгледа предницата, па најдобро ако таму има уште и маска што изгледа како заштитен грб на некое благородничко пленство. Меѓутоа, тука е сосем доволна страничната силуета за човек да свати за што станува збор и што може да очекува. Очигледно е дека нема проблем со просторноста, има 4,73 метри од еден до друг крај и 2,68 метри меѓуски растојание. Може да се очекува и искористливост, практичност на задниот дел кој што личи како комби. Меѓутоа, главната предност на овој автомобил е во клиренсот. Тие 5 сантиметри повеќе кои што ги има во споредба со обичен автомобил, со цивилен автомобил, менуваат многу. Овој концепт балансира меѓу класична лимузина, односно комби, и меѓу SUV. Не изгледа кутијаст, не изгледа еднолично, туку има карактер, оддава динамика, се работи за втората изведба од двете кои што се понудени, Hunting Knight со 194 конски сили, а добро стои и со потеклото. Ова е четвртиот модел од марка која што до сега ни донесе три мощно забележани модели на македонската сцена. Прво, Eolus Shine. Eolus е марка на Dongfeng. Eolus Shine како најдостапна лимузина, меѓутоа верувам дека ретко кој ја гледа дека тоа е најдостапната лимузина само, затоа што има и бројни други квалитети. Исто е толка. Друг модел на Eolus кој што привлече внимание секако е Mage, кој што донесе еден спортски динамичен изглед, меѓутоа како еден од ретките модели од кинески производител до сега го оправда тој изглед и со динамични спортски возни својства и со мотор со 200 конски сили. И третиот модел што марката Eolus го донесе на македонскиот пазар е Huge. Еден SUV кој што навистина како зрел концепт, навистина е дораснат за големи имиња на SUV модели од средната класа. Меѓутоа тоа е веќе друга димензија, таму се 30.000 евра и повеќе. Овој чини 22.400 евра. Уште однадвор е јасно дека за таа цена се добива многу. Меѓутоа, прашањето е како и секогаш е како вози овој Shine GS. И што друго постигнува овој Eolus Shine GS, освен тоа што има близу 200 конски сили и што забрзува до темпо 100 за 7 секунди и чини малку над 20.000 евра. Нуди еден од најсвежите концепти кои што во моментов се достапни на македонскиот пазар. Или еве нека биде најсвеж концепт, нека биде најоригинален концепт, кој што дури и не е нов, туку е напуштен. Браншата денес знае само за малку каросериски форми. Се нуди или комби лимузина, лимузина комби или SUV. Не постои друга варијација, па дури немате ни градски автомобили, па камоли градски автомобили со две врати кои што се нудеа некогаш како најдостапен избор. Зошто? Затоа што браншата денес се темели на принципот едно исто да се произведе во колку е можно поголем број примероци. Секаква варијација го поскапува производството. И што е овој Eolus Shine GS? Каросериски, основата е комби. Не е SUV, ја нема таа надуваност на SUV, добро е што ја нема таа надуваност, затоа што има препознатливост, има идентитет. Зошто велам дека браншата го напушти овој каросериски концепт, односно пристап при осмислувањето на еден автомобил. Затоа што некогаш, односно доскоро, се нудеа кросовер изведби од познати комби модели. Например, Шкода ја нудеше Scout изведбата од својата Octavia. Volvo дури, тоа беше една од најголемите препознатливости на Volvo пред SUV ерата, кога нудеше крос-кантри изведби. Меѓутоа, денес повеќе ги нема. Е, тука напаѓа Dongfeng Eolus Shine. Како им се исплатува на кинезите да нудат концепт, каросериски концепт кој што е различен и пак да понудат цена. Браншата денес ви нуди две опции. Или имате едноставно, меѓутоа најдостапно,
кое што има известни ограничувања, меѓутоа најдостапно, нема избор. И ви нуди полна вредност на автомобил, големо парче автомобил, меѓутоа треба и да се доплати за него соодветно. И тоа е тој скок. Значи ви нуди комби лимузина или комби и ви нуди SUV. Меѓу тие две не постои. Ева постои. Сега сум на пат за Страцин. Веќе сум 46 километри имам поминато од Скопје, значи тоа е стандардната рута на Автомедија, на тестот на Автомедија, секогаш го возам истиот круг, кој што е во должина некаде околу 200 километри. И ова е првата делница од таа тест рута. Тука се препознава патувачкиот карактер на еден автомобил. Веднаш. Колку е пријатно возењето. И да, ми се допаѓа. Ниско е нивото на бучава, е мощно ниско од моторот, фантастично ниско е. Поконската спрега е иста со Shine. Меѓутоа со Hunting Knight изведбата, со посилната изведба на Shine. 1 5-литарски мотор, кој што денес повеќе не се води како мотор на Mitsubishi или Honda, туку се води како собствена конструкција на Dongfeng веќе. Меѓу другото и се испофалија неодамна, затоа што ова е мотор 1.5T Mach, така се води, кој што постигнува во неговата изведба за вградување во модел со хибриден погон и приклучен хибриден погон и така натаму. Постигнува степен на ефикасност од над 49%. И тоа е фантастично многу. Значи, од енергијата која што ја има горивото, значи да се свати, од топлинската енергија која што ослободува одредена количина на гориво, 49% се претвора во работа. Кај другите мотори е пониска таа вредност и денес да се постигне 1% е големо достигнување. 1% плюс, тоа значи дека со овој мотор, во оваа каросерија, ако возам со постојана брзина од 100 км на час, ќе потрошам 7 литри. А ако се вгради во истата оваа каросерија и исто возам со брзина од 100 км на час, потрошувачката prosечна ќе ми биде 8 литри. Тоа е ефикасност. Солидно работи, нема вибрации непријатни, убаво забрзува. При повисоки вртежи сега е поприсутен, значи кога ќе се притисне малку повеќе. Меѓутоа мора да се има предвид дека ова е автомобил од C сегментот. За платформата претходно имам кажано кај Shine дека тоа е истата платформа која што ја користат модели на Stellantis. Зошто? Како се случи тоа? Така што Dongfeng учествуваше со 40% во трошоците за развој на платформата CMA, која што денес ја користат бројни модели на Stellantis, од Peugeot 208, 2008 до Opel Corsa, постоечката генерација, разни други модели, Citroen C4, еден куп модели, и тоа е добра платформа, затоа што е вложено во неа и вложи Dongfeng. И си ја користи оваа платформа, си ја користи за своите модели. Сега сум некаде на 61 километар, значи имам уште 7 километри до првата мерна точка. Потрошувачката ми е 6,7. На станица за гориво ме прашуваше човекот, кога запрев да полнам, ме прашуваше дали е бензин. Затоа што кога ќе ја види човек укава и ќе види дека е SUV, сепак личи на SUV, качена е, обично очекува дека тука има дизел мотор, меѓутоа еве го бензинеците се работи пристојно, примерно 1700 вртежи во 6-тиот степен, менувач, значи гетрак, автоматски менувач со двојна спојка со 6 степени на пренос, што работи ненападно. И еве сум на 100 метри од првата контролна точка. Сум извозил 68 километри од Петровец. Просечната потрошувачка е 6,5 литри. Одлично. Имајќи предвид дека каросеријата е повисоко во споредба со Shine и имајќи предвид дека ја нема таа фантастична аеродинамичност како Shine, кој што ми покажуваше потрошувачки од со петка пред запирката, односно точката, значи ова е одлична вредност. И покажува дека не е напрегање за моторот,
тоа што има зголемен отпор на воздух, односно не реагира со премногу зголемена потрошувачка. Првото забрзување на оваа горнина. Добро. Не е премногу посветен на тоа да испорача максимална моќност, значи сепак е повеќе ориентиран кон штедење моторот. Тука ќе искористам да видиме една мала накорнина, да видиме тука како се врзува. Добро. Не реагира толку агресивно, меѓутоа од тоа што го покажува со вредноста на потрошувачката ми е јасно зашто е така конципиран, така е осмислен овој мотор. Уште едно забрзување. Потребно известно време додека свати електрониката во кој степен треба најниско да пренесе, значи не е толку, не паничи толку колку што сака динамичен возач. Повеќе е поентата од тоа да имате резерва од моќност, едноставно за пристигнување или за комотно возење по автопат, отколку што е за динамично возење по криволисти патишта. И неверојатно. 8,5 тука. Еве, тука сум веќе на превојот, на планинскиот превој, тоа е Жгури, 821 метар надморска висина, значи не е баш наивна висина, и многу е пониска потрошувачката во споредба со други мотори. Сепак мора да се има предвид дека ова е машина која што е 4,70 метри долга и мотор кој што е 1,5 литарски со 200 конски сили. Ова е фантастична вредност на потрошувачко, со тоа што надолу се спуштам сега до пробиштип, само ќе паѓа потрошувачката. Вредност на втората контролна точка. 6,5 литри, тука сум по пробиштип. Тоа е воедно и највисоката вредност на потрошувачка, која што веројатно ќе постигнам на тестов. Понатаму следи комфортната делница и воедно проверка на најниската можна потрошувачка која што може да ја постигне овој кросовер. Ми направи задоволство оваа вредност од тоа што можам да го посочам сега. Моторот работи со исклучително ниско ниво на бучава, не нападно. Менувачот одвој дека се сеќава кога се префрлува од еден во друг степен. Тука возам 80 со 1400 вртежи во 6-тиот степен. Тоа укажува дека има моќност, има вртежен момент, има моќ за повлекување оваа машина. Не е само до 200 конски сили и 300 ньютон метри, туку е прашањето и како ги испорачува тие. Според техничките податоци, максималниот вртежен момент го постигнува од 2000 до 4000, тоа е стандард сосем вообичаено, меѓутоа очигледно е дека и при пониско ниво на вртеж има солидна испорака на вртежен момент. Во Штип доаѓам со просек од 4,3 литри. 30 километри се поминати од Пробиштип во најумерени услови на возење, наједнолично возење. Третата контролна точка што најмногу ме израдува. Просечна потрошувачка 4,8. Од Пробиштип до Велес. Преку Штип по споредни патишта со брзина 80-90 на час. Таа е дозволена брзина, што тоа докажува дека има и друго нешто. Може да се купи ефтин автомобил, во наводници ефтин, достапен автомобил, или најефтиниот автомобил што се нуди на пазарот. Меѓутоа, тоа неретко повлекува и застарена технологија, а тоа значи дека тоа што ќе го купите ефтино, понатаму ќе ве чини скапо, затоа што ќе ви троши многу колата. Ова потврдува 22.000 евра, сепак не се малку, во наши услови тоа се многу пари.
Меѓутоа, навистина ја оправдува инвестицијата и си ја докажува вредноста со оваа вредност на потрошувачка од 4,8 литри. Браво! Сега уште да се потврди на автопатот. Дали има 200 конски сили? Да. Се е на број. Тука ќе забавам на 80. Па едно забрзување. Да, префрлива трет од 6-тиот степен. Не ја оддава моќност, располага секако со моќност, меѓутоа не се труди моторот премногу да ја покаже својата силина. Едноставно, начинот на кој што, општо ќе кажеме, калибриран моторот, е повеќе во насока на штетливост, култивираност, семеро возило. Еве пак забрзување едно, 70, еве. Да. На 5100 префрлува, брзина од 100 км на час ја постигнува некаде со 1900 вртежи, што е стандардно ниво. Тоа значи дека 200 на час би постигнал во 6-тиот степен со 3800 вртежи. И тоа е крајниот исход од тест возењата. На 4-тата делница постигна потрошувачка од 6,9 литри, што е помалку и од најоптимистичките очекувања. Подобро од најоптимистичките очекувања. Што и да му прави човек на овој мотор, пак ќе биде 6 пред запирката, така е зборот, затоа што претходно доби вредност под 5 литри. Сега, тоа што ќе забележам е грубото прикажување на количеството на гориво во резервоарот, значи тоа се 5 поделци, 10 вкупно има, односно 8 има поделци до полно. Да, точно е дека има приказ уште колку имам, значи со ова возење уште 460 км би имал досек, меѓутоа пак е друго кога ова прикажување на вредностите би било подобро. Тука е вкупно 634 км од последното ресетирање, очигледно во град била возена 8,8 или повеќе стискана, што би рекол народ, меѓутоа и тоа е вредност што пак е сосем солидна. Јас не можам да добијам тука вредност за мојата потрошувачка за целата рута од 200 км, меѓутоа во секој случај излегува просек па од околу 6 литри, вклучувајќи ја таа рута со просечните 5 литри, а еве како изгледа патемолку од GoPro, од друг агол и зашто пишува мах. Не е тоа затоа што е шарена, туку заради моторот што го поседува. И горди се кинезиве на овој мотор, па имате причина, господа. Уште една добра работа е тоа што имам можност за рачно менување на степените, што ме надолни ни е добре дојдена, а ако вклучам во спортска програма, толку, значи би требало да овозможи и по целосно искористување на бројот на вртежи на моторот. Со тоа што секако не може да се очекува брзина на работа како во Mage и Huge, тоа се два различни менувачи. Да видиме како забрзува втора. Да, секако не смеам тука да претерувам многу, меѓутоа веќе се чувствува друг карактер. Да, значи нема сомневање дека се работи за 7 секунди, дека не се произволни тие податоци од
производителот. Видимо уште едно забрзување. Добро, значи го префрлим. Меѓутоа, моќноста кога ќе се префрли во мануелна програма е нешто сосем друго. Значи, различно од тоа што ќе го видите на делот од тест рутата, затоа што ако ги правев овие спринтови таму и искачување, ќе се одразеше различно врз потрошувачката, во споредба со другите модели кои што биле на тест. Може да се забележи за тоа што бавно реагира префрлувањето, значи еве дури сега префрли. Имам забележено и во други ситуации. Еве, значи во втора веќе предразно префрлува. А бидејќи секогаш ми врне кога има кола на тест, вака. Во поглед на завршната изработка, не гледам дека има некаква разлика во споредба со повеќето модели од компакт класата. Да, во поглед на изборот на материјали, дизајнот, посветеноста, вниманието е поблиску до моделот без сегментот, меѓутоа, изработката е добра, одлична. Ова сепак е повисокото ниво на опрема Hunting Knight. И има бројни детали што се доработени. Не се стекнува впечаток дека седите во ефтин автомобил или во ефтин автомобил на кој што му се додадени неколку шарени работи колку да ве залажат, туку е убаво изработено. Овој пристап, овој лак што си го почитуваат во сите модели во Еолус, има споеви тука кои што убедуваат, значи токму како да ви испраќаат порака, знаете што ние внимаваме на завршната изработка. И овој рап кај сите производители има прекин. Вратата не преоѓа директно во арматурната табла, тука преоѓа. И тоа ви го привлекува вниманието во секој модел на Еолус. Сега, ова е пластика, цврста пластика, меѓутоа, доколку и се примени некаков материјал што наведоме поквалитетен и помек, тој ќе биде чувствителен на пукање и на оштетување, затоа што тука оваа површина е изложена на сончеви зраци, нечистотија, прашина и слични работи, и затоа јас не правам преголема тема од тоа што овој дел од арматурните табли е цврст. Значи, трајноста, влијае тоа на трајноста. Сега, тука е додаден некоја шара. Ја сакаат ова каро, не знам како тоа жените го нарекуваат, меѓутоа спортски изгледа спортски, затоа што Еолус е марката и Shine е марката и моделот со кој што Dongfeng вози во кинескиот шампионат со туристички возила, CTCC. И тоа е таа шара. Од Seat порано ги имаше, ги користеше во Купра моделите. Ова се лакирани површини, па има тука некоја си шара која што не нападна портокалова, убава нијанс. Мах не е за да замае или да залаже нешто, туку мах е поради моторот. Мах 1.5T. Затоа се води, затоа пишува таму мах. Тоа е примерно, ова исто остава впечаток, овој материјал, тоа е некаков рециклат и можно е дека ќе биде чувствително, тој на премногу допирање или на бришење и слично, но и тоа изгледа убаво, меко, како алкантара. И тоа е убав зафат, убав додаток, малку внимание. Убаво е, во целина е убаво изработено. И вратите. Да, има исто тука тврда пластика, меѓутоа пак се додавани работи и исто ја има алкантарата. Таму каде што допирата е меко обложено. Во вратите, во подпирачите за лакт и секако прекинувачеве што се порабени со некаков хромиран финиш. Исто и конзолата тука можело да биде и тука некој материјал сега. За да вклучам во спортски модус, значи морам да влезам во менито и да го свич. И сега сум во спортски режим, нема копче. И штедено е на такви работи, штедено многоместно, значи не реагираат
плафонирава, не реагира на отворање врата, значи меѓутоа кога ќе притиснете си работи. Меѓутоа е штедена на такви копчиња и тоа на такви банални, беззначајни работи е постигнато овие донгфенговци да ја понудат таа па вон конкурентна цена. Значи побива секаква конкуренција. И барем се потрудиле луѓето да олеснат работа. Значи, ако ја оставам во спортски модус, сега при секој стартување следно ќе ми биде во спортски модус. Тоа е згодна работа. Сега добро. Овде можело да има малку по-издржлива облога, сепак. Тоа е автомобил кој што ќе се користи меѓу другото и заради транспортните способности, така што мора да постои некаков прибор за да се доплати за нешто или да се снајде човек на друг начин. Ова има еден куп алати тука, тоа е окей, па дури да помошно резано тркало место кит. Тоа е окей. Да, лакирано, светло можело да биде. Тука треба да има малку посилно светло, чисто забележувам колку да забележам. Исто и оваа полица. Значи, производителите го забораваат ова подрачје. Меѓутоа, секако мора да се внимава. Тоа е дел кој што е кај вакви возила е подложен на користење, на експлоатација и може да биде малку или барем во некој поопремен модел да биде по-внимателно изработен од дводелно е. Ето го и вториот дел. Во ред, значи се труделе да направат нешто, меѓутоа фали овде дебелина, поголема издржливост. Не се единствени, има и европски производители што го прават тоа. Многу приказки околу нешто што сепак се решава со касета со намотка. Значи комплицирано изведено, тоа да, е веројатно поевтино отколку касета, меѓутоа добро би било барем во овој модел да се понуди нешто различно од ова. Ова се е масивно, во еден дел е изработено ова, меѓутоа културно умешно изработена и мојата забелешка, ова е необложено. Значи ќе мора да се внимава од остри предмети кога се товарат или едноставно куфери, мора да се внимава на тоа дека овие површини ќе се изгребат. Значи нема тоа да биде ништо пречка за функционалност, нема да ја ограничи функционалност, меѓутоа нема да биде убаво на око. Ќе се впуштите со задоволство, ќе се впуштите во патување и на подолги релации со овој Shine GS. И покривав менува. Денес е сончев ден, прекрасно. Значи, менува многу. И тоа е стандард. Звуците од подвозјето се целосно потиснати со тоа што тука се работи за еден од најдобро изведените патишта низ Македонија. Лимузинскиот Shine е покомфорно амортизира, затоа што е нагоден, може да биде така нагоден поради пониското тежиште. Навистина изненади тогашно тестот. Има преку 15.000 гледања до сега. Тоа е огромен интерес за автомобил. Има малку покрута нота во подвозјето, меѓутоа е оставена таа резерва затоа што со овој кросовер ќе се вози, некој ќе го користи и за возење по беспаќа или на оштетени патишта, така што е сосем оправдано тоа што има малку покрута реакција, иако не и прегласна. Еве тука на почетокот на овој лош пат, со овие последователни споеви, се слуша, се чувствуваат удари од подлогата, значи се чувствува не удар, туку повеќе би рекол, се чувствува работата на подвозјата, значи дека нешто се случува со тркалата на овие нерамнени. Значи сепак ова е оштетен пат, ова е исклучок. Ние го имаме веројатно во Европа, уште немаат на друго место вакви патишта
слуша. Меѓутоа не би го протолкувал тоа како суви удари, пак има амортизација. Работи амортизацијата, работи подвозјето. Стегнато е, реагира стегнато, но од друга страна и враќа со динамика во возење, како што се покажа претходно на делот над Кратово. Уште не сум дојден до најоштетениот дел од патот. Некаде просек. Би оценил дека е просек, но е сосем вред. Сепак, се за кросовер модел, кој што е предвиден и за возење на терен и секако станува збор за автомобилот компакт класа, иако многумина би заклучиле дека според големината е средна класа, сепак таа е границата на класата и тие се парите. Еве го, најлошиот дел од патот, еве го. Да, нема резонанци и не реагира премногу панично под возјето. Нема хармоници. Потивко од колку што очекував. Се пренесуваат вибрациите, меѓутоа тоа е повеќе поради стегнатоста на подвозјето и не се толку придушени звуците, но не е нешто што го прави возењето непријатно. И се е различно кога ќе запече сонце, а Македонија го има најубавото сонце во светот. Добро патува ова Eolus Shine GS. Тука можам да потврдам и добра изолација на звуците од струењето на ветрот. Добра звучна кулиса има, пријатна, уште овие груби споеви на мостов, да, меко ги прифаќа. Тоа е звук повеќе од што е разјаден, од што се разјадени лежиштата отколку што е од автомобилот што се слуша. Или кусо е возило кое што поседува доволни квалитети за патување на подолги релации, така што оваа големина и оваа просторност која што ја нуди не е напразно, туку сепак е полновреден автомобил. Околу просторноста, тука е повисок е овој рап, не премногу, не до толку да пречи, не е преширок, има модели каде што ви пречи тоа што се широки праговите. Просторното чувство е одлично. Барем јас добивам такво чувство, за разлика од европските, пак ќе ги спомнам, производители, каде што европската школа ве учи дека колата треба да ви стекне впечаток како да ве заштитува пластиката. Значи кокпитот секогаш е висок, па ве обкружува целосно, тука е сосем различен пристап. И тоа ми се допаѓа. И тоа го има кај повеќето кинески производители. Значи умеат вистински да направат, да посредуваат пријатно чувство. И тоа меѓу другото се постигнува со тоа што кокпитот, арматурната табла е вовлечена нанапред, значи е далеку, и меѓутоа не секако за да пречи со ракувањето, и е повлечена надолу, закосена нанапред. И на тој начин добивате многу поголема слобода, чувство на слобода, просторност. Ширината ја има, ширината е иста како кај лимузинскиот Shine, има 15 мм повеќе ширина, меѓутоа таа ширина оди на крилата, на додатоците, проширувањето на арките на крилата. Просторноста и просторното чувство навистина убедуваат. И тоа оди во големите плусови на Shine GS. Средишната конзола е релативно потесна, тука ја нема онаа преграда
долу која што си ја практикуваат кинезите кај повеќето возила, напред е во ред. Меѓутоа, кинезите се силни и во просторноста на задната клупа. А просторноста на задната клупа вели вака. Седиштето ми е дури поназад од мојата позиција, меѓутоа пак добивам еве колку простор за носе. Долу има простор за стопалата, што е важно. Имате бројни модели каде што имате навистина простор за колена, меѓутоа мора да седите вака, затоа што нема простор каде да ги испружите навистина нозете. И широко е. Има убава ширина, не се стеснува. Каросеријата не се стеснува наназад за ради аеродинамичност, туку си следи природна линија и е широко. Не ве оптоварува просторот со ништо. Навистина има ширина и клупата, па и дури и висината е погодена. Може би малку повисоко би требало да биде. Меѓутоа, не во насока да биде тоа како негативна оцена, меѓутоа чисто забелешка дека можела малку да биде повисоко. Висината на потпирачот за грб е пристојна. Има солидна контура, солидно е. Се нема потпирач за рака и изработката назад е иста како на предните седишта. Значи имате хромирани рачки, имате обложени потпирачи за рака, па и оваа портокалова шара што секаде ја има, меѓутоа не нападно, вкусно. И оваа имитација на алкантара, значи се подшитува. Просторот назад не е резервен простор, не е простор за резервни играчи. И убаво е навистина изработено, тука дури имате и меко обложена површина долу под седиштата, значи не е гола пластика. Значи тоа е непријатно чувство би стекнале кога со куси панталони или кога дама би седнала назад и би се допирала со нозите, би се допирала некоја студена пластика. Туку ова е платно. Внимателно. Изненадуваат. И уште врне нормално. Едно од добрите работи кај комби моделите, односно SUV, е тоа што нема да ве врне кога ќе чепкате по багажникот, меѓутоа главната тема. 647 литри. Не треба податок, се гледа. Знаете дека е колку, па дури и кога ќе го слушна човек тој податок дека станува збор за 647 литри, пак се изненадува. Сега, ова што е? Ова е... ова се држачи за кеса. Добро. За од шопинг. Тоа е вред. Прстени за прицврстување нема. Максималната зафатнина на просторот е 1800 литри. Соборувањето е вред и повеќе од ред. Ова е нешто што ми се допаѓа, ваква рачка. Значи, и тоа денес браншата го пропушта. И се добива простор, па ете го каков простор. Сега вистина е дека не е по цела должина товарниот простор на една висина, на една иста, не е рамно. Значи, некогаш се внимаваше да биде иста висина за кога ќе товарите еднаш во живот, кога ќе товарите ладилник или, не знам, телевизорот 89 инчи, за да имате простор за лесно да го лизгате. Значи, тоа... И да не измислувам јас многу, метар. Тој ќе покажа што навистина се добива тука. Еве вака. Добро. Да. 190 без проблем. Па дури ако се повлечат седиштето уште малку понапред, точно 190. 190. Тоа значи дека може да си купи човек, да си отиде да си купи тросет од Икеа, да си го смести тука и да си го донесе дома. Ето така. Ширина 95. Значи, рамно се изработени. Знаат што работат кинезиве, не се од вчера. Висината е 85
84, ајде. 84. Навистина, примерно. Товарниот трап е малку повисок, тоа значи ќе мора да се подигне повеќе. Дополнително е повисок со тоа што има растојание од подлогата, така што тоа е, колку да има, само да не го изволкаме, па 74 сантиметри. Меѓутоа, од ова што се добива навистина е сосем пристојно. Дури тука е искористен овој простор, навистина е внимавано со... Навистина е работено на тоа да се понуди максимално со овој простор. Значи, SUV нема толку не плюс, 2 плюса за ова. И од овој агол, колку навистина е просторно ова. 1900 литри, без разлика. Колку е точно, се гледа дека ова е искористлив автомобил. Значи, практичен, како што сакаме ние во Македонија. Еден автомобил за секоја пригода и за секаква намена. Изгледа елегантно, способно отмено, не ефтино, меѓутоа пак врши работа. И како транспортер, и како семеен транспортер, и за човек да биде забележан на улица, и да си го користи автомобилчево. Комби, вистински кросовер. Не SUV, кросовер. Затоа, во поглед на можностите за одлагање, има доволно широки, длабоки джебови во вратите, тоа е вред. Во средишната конзола нема нешто премногу простор за одлагање, меѓутоа е подобра вака затоа што не е премасивна конзолава. Значи е доволно тесна и тоа создава просторност. Има секако тука лежиште за полнач за мобилен телефон. И овој простор тука што не знам, не е доволно искористен. Вграден е тука приклучок за 12 волти, жртвувано повеќе простор тука, не знам зошто е оставено тоа. Меѓутоа, веројатно е причината поради тоа што како младишки автомобил, а младите денес посебно во Кина користат се некои дребули, некои гаджети, виджети, што ја знам како се водат денес, веројатно им е важно тоа да биде достапно тука, приклучок за 12 волти со моќност од 120 вати. Добро. И да, тука има еден држач за чаша, има подпирач за лакт и преграда, што не е преголема. Тука и таа исто. Жртвувана за да има простор за вентилација назад. Тоа е вред. Касетата е просторна, практична. Зошто оваа површина еве тука е вдлабена, зошто и таа не била уште малку вдлабена за да се добие целосната практичност на овој простор, и тука исто не знам. Значи, вака е половишно искористено. Значи, ќе ставите нешто, меѓутоа првиот свиок ќе ви излета. Да, добро се однесува, е избалансиран добро. Не реагира на нагли промени во оптоварувањето, значи не го забирање, не. Да, предвидливо подоправување има, значи се чувствува. Има некаква вибрација, тоа е добро, значи управувањето е многу не пренесува никаква информација. Меѓутоа има, ете, се чувствува, се јавува некоја вибрација која што ви укажува, тоа е добро, значи се работело сепак, се работело на тоа да ти укаже кога наидува на граница на пролизгување, кој сака подинамичен автомобил, ете го, Мејч е нешто сосем друго, и друга платформа, и поширока трага, уште поширока трага, и различен мотор. Ова е сепак семеен кросовер за секаде. И за терен, и за лоши временски услови. Очекував дека ќе биде по тромав во поглед на возните својства, меѓутоа погрешно сум предпоставил, погрешно ми е тоа очекување. Меѓутоа е осојно место, значи мора да се има предвнимателност, ете ги облаци напред,
темни облаци. Има да врне. Значи, сосем е тоа предвидливо, ова е лош свијак, значи има 2 радиуси. Но, сосем вред. Тоа што не го менува е управувањето. Значи, не ја намалува серво поддршката на управувањето, со што би се добила поддиректна информација, би можело повеќе да се биде вклучен во возењето. Сосем ред, да идеме еден луд свијак, како... Да. Значи, нема свивање кај бројни модели кои што имаат толкава моќност и преден погон, ќе почувствувате како кога ќе влезете во шнола, значи како се свива управување. Ме интересираше како реагира кога ќе се излезе на терен и на овие груби нерамнини, овие се остатоци од пат, и се гледа дека има резерва во амортизација, значи дозволува при по-силни нерамнини, по-груби, по-крупни нерамнини, значи дозволува, го придушува ударот и не е премногу страшно и не е суво, не амортизира суво, што ќе ве стави во паника дека нешто се случува во автомобилот. И затоа ми се допаѓа тој концепт на кросовер, меѓутоа издржан концепт на кросовер, кој што ја предвидел и ова, кој што го предвидел и ова сценарио на возење. И затоа правам паралела со Subaru, со моделите на Subaru, секако без погон на сите тркала и без боксер моторите на Subaru, меѓутоа во поглед на самостојноста, слободата и иновативноста што имаше Subaru, ова е блиско до тие модели. Секако во наводници, во таа насока, во насока на Subaru. Но доброто е тоа што навистина добро ги придушува овие нерамнини. Понатаму во ракувањето се е префрлено на дисплеј. Заштедувано е на многу места, во светлата, например, е заштедено, затоа што истиот пример како кај лимузинскиот Шаин се повторува и тука, нема сензори за отворање на вратата. Значи, кога ќе отворите врата, прекинувачи за да светне плафонјерата. Тука мора рачно, значи го направиле тоа луѓево и направиле толкави полиња, толкави светилки за да не ги пропуштите, меѓутоа не се пали светло кога ќе влезете во автомобилот. Исто така и командите за панорамскиот покрив, што е фантастична опција, и еве сега сонце, ќе уживате у сонце после утринските дождови и студенила, се пристапува само преку дисплејот и тоа треба да видиме. Vehicle Control, Skylight. Значи, тоа ми се опциите, седишта, сцена, тоа што исто е корисна работа и го имаше и кај Huge, тоа се вклучување на сценарија на возење на едно копче. Значи, има неколку веќе предпрограмирани начини сценарија, да се загрее што е можно побрзо, да се излади што е можно побрзо, за снег кога има, значи контролата на тракција реагира, кога има магла, smoke mode, кога има smoke, не е тоа smoke, туку е smog, значи кога има голема загаденост на воздухот, висока загаденост. Park mode, тоа е воедно и при мијање на возило. За бебе програма, за да не дува премногу и температурата да не оди на премногу студено, и има програма што може сама да си ја нагодите.
Добро е тоа што работи поддршката за Bluetooth. Работи безпрекорно, значи при секое седнување ви го препознава телефонот и тоа е многу подобрено во споредба со старите модели. Исто и бришачот назад не открив како се вклучува прскалка за задното стакло. Можно е да ја нема, но покрај оваа цена е сосем разбирливо дека некаде се заштедувало и подобро е да се заштеди за такви работи отколку да се вгради мотор кој што е застарен, кој што троши премногу или менувач некој кој што не е дораснат за возилото. И навигацијата единствено треба да се симне апликација за да се користи навигација. Меѓутоа си ја знаеме, наша Македонија најубава, знаеме што каде ни е. Музиката, звукот не е како кај Huge, сепак тоа е возило од 30.000 евра и нормално е дека таму плюс работи јамо, нормално е дека таму импресионира звукот. Меѓутоа е добар, не е како старите, тоа исто е напредувано. Исто во поглед на ракувањето, иако тоа е повеќе во насока на ергономијата, е тоа што воланот има само висинско местење и тоа мал распон на местење. Нема длабинско местење, но положбата е добра. Нема нешто утнато. И сончевиот покрив менува многу. И тоа е едно од бројните работи што се добиваат стандардно во Еолус. Опременост. Темпомат, основен темпомат, без ограничувач на брзина на возење. Нема систем за предупредување при напуштање лента, нема систем за задржување во лента, меѓутоа има систем што предупредува за возило во мртов агол. Понатаму има автохолд. Значи тоа се ставки кои што некогаш се преведуваат, а се важни. Автохолд е важна работа секако. Контрола на стабилност со задржување на возилото на горнина и тоа исто не го напоменуваат секогаш. Воланот обложан со кожа, вештачка кожа, меѓутоа убава изработка, перфориран. Грејење има на воланот, грејење има на седиштата, електрично местење и висинско. И во 4 правци местење на совозачкото седиште, исто така електрично, обложени се со комбинација од алкантаријова вештачка кожа и шарени се. Има клима, уред, автоматски клима уред, не е двозонски, меѓутоа има систем за пречистување на честички ПМ. Ете ги командите. Значи, еднозонска, меѓутоа сосем ред. Тука се пристапува до се. Понатаму што има? Електрична паркирна сопирачка. Има собирање на ретровизорите самостојно и секако електрично местење. Нема систем за пристап без клуч, меѓутоа има стартување без клуч, стартување на копче. Нема сензор за дожд. Нема автоматско долго светло. Има автоматско вклучување на светлото во темнина. Има милион нешта што се стандард во овој Shine GS, а кои што се опција кај други модели од оваа класа. Тркало од лесен метал, кровни носачи, секако и заштита од приклештување на сите прозорци. И тоа што исто така е многу корисно е прикажувањето на патот. Значи, кога ќе падне брзината под 20 на час, добро сега, ми прикажува, да видиме тоа, еве ги. Значи, да, можам целосно да следам што се случува. Значи, имам слика од горе, можам да менувам, значи да ми прикаже што има пред мене, ако возам по некој
полош пат од овој. Може да ми прикаже назад. Тоа е многу корисна работа. Знам, точно е дека е валкана, меѓутоа, луѓе што ќе си ја имаат, често пати ќе си ја донесуваат во ваква состојба. И за заклучокот бев тргнал. Ме потсеќа на времето кога Субару беше присутен на европската сцена и беше препознатлив, беше оригинален по настапот. Сега ги нема боксер моторите, го нема погонот на сите тркала, како специјалност, меѓутоа, друго што го правеше Субару беа кросовери. Се почна со Legacy, уште во далечни 80-ти години. Како модел со погон на сите тркала лимузина. Уште пред Кватра и слични работи. Не и се. И тоа што понатаму прерасна таа лимузина Legacy беше комби, па следно беше Outback. Одамна никој нема слушнато за Субару, одамна нема слушнато за Outback, па и Импреца имаше едно фантастично поглавје. Тоа што го прави посебен овој Dongfeng Eolus Shine GS. За македонската сцена е секако универзалноста. Се добива автомобил по достапна цена, по цена на подобро опремен и подобро моторизиран автомобил од градска класа. Меѓутоа, што се добива повеќе? Машина со 200 конски сили. Солидна машина, примерна машина. Одлични вредности постигнав со потрошувачката на текстот, но тоа што навистина му дава посебност на овој Eolus Shine GS, тоа е од една страна клиренсот, растојанието од подлогата, кое што е за 4 см зголемено од во споредба со лимузинскиот Shine и просторноста на багажникот, големината, искористливоста, осмисленоста, искористливоста на багажниот простор. Значи, навистина се добива кросовер. Напред седите во лимузина, назад имате просторност на лимузина. Меѓутоа, назад имате функционалност на комби и како врв на се додава растојанието од подлогата зголемено за 4 см, 21 см, тоа е воедно и вредност која што ја имаат повеќето SUV модели денес. И сето тоа прави навистина сцената да добие еден вреден модел. Бројките од продажбата кај нас се многу неофицијални, меѓутоа ќе го забележуваме по улица, сосем е известно дека оваа машина ќе ја гледаме по улица. Не се работи, значи, за тоа дека се добивал голем автомобил, па многу опрема, па не знам што. Не, се работи за карактерот на автомобилот, за осмислувањето на автомобилот и за вештината. Eolus со оваа машина покажа дека навистина може да изведе различен карактер на автомобил. Не е се до големината, се е едно исто, се е еден ист мотор, па само ќе менуваме големината и ќе продаваме тие што се поголеми за поголема цена и плюс ќе додаеме опрема, туку карактер има оваа машина. Значи, пристапено е со некакви идеја, значи, едноставно ви прави задоволство и ќе ја исперам. Не лечи вака, а и ќе ме караат, ќе ми забележат во Dongfeng. Ајде. Се гледаме. Стави времен да не рече некој.